Силни реакции по помилувањата од председателката на нашата земја. Фон дер Лајен во Македонија, многу силен контраст меѓу Мицкоски во 2022 година и сега во 2024. Мирот и слободата меѓу профитот и крвавата војна. Една анализа за руската војна економија и одговорот на Западот. Трамп од Медисон Сквер Гарден со застрашувачки говор и омраза кон мигрантите. Исто така, неговите сојузници со расистички и навредливи изјави. Запалено возилото на новинарот и собственик на телевизија Mnet. Реакции во јавноста. Јавното обвинителство по 9 месеци одлучи дека заканата со куршум за Дерала е новинарско препукување. Продолжија повиците за убиство, метал или метак во глава. Говорот на омраза против новинари и медиуми на социјалните мрежи по изјавата на Мицкоски дека Преспанскиот договор е ремек дело. Коридорот 8 меѓу потребите и злоупотребите. Разговор меѓу Дехран Муратов и Љубомир Костовски. Од Балканот до Брисел. Ексклузивно интервју, Ерван Фуере говори за цивил медија, за предизвиците на ЕУ, руските закани и неизвестноста во регионот. Од тоа интервју може да се издвои и ставот дека откако ќе бидат внесени бугарите во македонскиот устав, редно би било минимум бугарите да ги испочитуваат пресудите на Судот за човекови права во Страсбур и да го признаат македонското национално малцинство, односно малцинство во Бугарија. Понатаму, ова е значи само еден дел во продукцијата, само еден микроскопски дел би рекол во продукцијата на Цивил, на медиумските платформи на Цивил во изминатите 7 дена. За тоа што се работеше и што ќе се работи, ќе зборуваме во ова ново издание на јавниот колегиум на редакцијата на Цивил и соработничките и соработниците кои се гости во нашите изданија на колегиум. Би можел само да кажам дека во изминатите 7 дена имаше најмалку 30 многу значајни извештаи, многу значајни анализи и голем број колумни кои беа објавени, а тоа е само еден дел од стотиците вести и други прилози на медиумската платформа. Па уште еднаш, добре дојдовте во нашиот колегиум, добре дојдовте, колешки и колеги, во онлайн изданието на колегиумот на Цивил и се разбира, добре дојдовте и вие гости во ова издание на колегиумот на Цивил, па да видиме, да ги претресеме на брзина во една телеграфска форма клучните настани и процеси во земјата, регионот и во светот. Ќе започнам со тоа што ќе ги поканам колешките и колегите, они да се пријават, евентуално да кажат неколку збора, можеби Зоран Иванов, еве, ако може да го замолам како најмлад од оваа екипа, да каже неколку збора, како изгледаше минатата недела и еден брз поглед на продукцијата на Цивил. Сите заедно, освен Војо, се разбира да ги соберете годините, леки имате толку појасно, благодарам за комплиментот. Што сакам да кажам, минатата недела, еве, со една и пол реченица, навистина беше интензивна, гледајќи содржински на Цивил. Еве, тука ги гледам колегите од пресудата, односно од одлуката на обвинителството, па преку интервјуто со Фуере на Џабир Дерала, иронијата на Драган Мишев околу мангупирањето, условно да речам, тој употреби друг термин, што мене јавно не ми се допаѓа многу, инаку како вели држи, го имало во речникот на македонскиот јазик, мангупирањето на премиерот Мицкоски. Дехран имаше околу анкетите нешто, Билјана исто така во зелена агенда
објави една фина анализа токму околу тие дискусиите. Не сакам да зборувам за активностите на почитуваниот колега, не можам на името сега да се сетам во моментот, за колумните на Војо Манескич да не зборуваме, за Деста Јунузи, нели станува збор. Така што во овој состав што овде го гледаме на преку Zoom е навистина една богата импресивна продукција и тоа на едно високо квалитетно професионално ниво. Мислам дека нема да погрешам и не сакам никако да ви дам разбер ако употребен термин дека мислам дека и многу професионални редакции можат да позавидат на темите, на начинот на обработка, на стилот и на пристапот кон актуелноста на темите. Ете толку за почеток. Не би имал ни натаму што друго да додадам, Џавер, освен, не знам, Цивил да продолжи. Може би малку поинтензивно треба да се работи на вести, да бидат што пократки, поударни во тој информативен дел, но тоа е веќе работа внатрешна на редакцијата. Благодарам многу, Зоран. Ова навистина многу значи, особено кога доаѓа од некој што има многу долго искуство во македонското новинарство. Јас би сакал само за возрат да споменам дека кратките коментари од една реченица, малку проширена, кои често ги пишува Зоран, се навистина меѓу најчитаните содржини на медиумските платформи на Цивил. Ти благодарам за тие кратки колумни, ултра кратки колумни од една реченица. Јас би сакал да одиме понатаму за најактуелните теми со моите колешки и колеги овде. Сега, бидејќи јас сум домаќин на овој состанок, би сакал да ми го дозволите правото да одберам тема со која ќе продолжиме, тоа се американските избори. Мислам дека објективно гледано, без лажни скромности, на Цивил може да се најдат, на медиумската платформа на Цивил може да се најдат навистина огромно богатство од информации, вести, анализи, податоци за анкетите, за ситуацијата во која се наоѓа американското гласачко тело во последните неколку дена пред клучните избори. Мене ми се чини, често пати тоа и го коментираме, ми се чини како цел свет да е ставен на пауза за многу критични процеси, токму заради тоа што целиот свет практично очекува да види кој ќе седне во белата куќа од јануари, од почетокот на јануари идната година, а за тоа пресудата ќе ја донесат американските гласачи на 5 ноември. Затоа Билјана, ако може, не дека другите не пишуваат за тоа, меѓутоа Билјана ја води темата во нашата екипа. Повели, Билјана, дали можеш да ни издвоиш еден или два моменти? Уште колку дена има до точно колку Токму така, има уште 8 дена уште до изборите, значи до 5 ноември, меѓутоа она што е специфично во изборниот систем на Америка е тоа дека може да се гласа и предвремено, значи имаат предвремено гласање, така што веќе во многу држави е започнат тој процес на гласање. Да речеме, вчерашниот ден, со тоа се заокружи неделата со изборните кампањи и на двајцата кандидати во Америка. Во САД беше митингот, ајде да речеме, на Трамп во Медисон Сквер Гарден и посетата на Камала Харис во Пенсилванија. Она што се очекуваше од Трамп и се доби многу повеќе во негативна смисла на зборот. Значи ги оправда сите оние очекувања дека ќе има говор на омраза, расистички говор, говор кој што на некој начин аналитичарите би рекле дека со Трамп на чело на Америка црно и се пишува, пред се за внатрешната, нивното внатрешно уредување и внатрешната политика, значи конкретно за американците, а потоа и како тоа глобално ќе
ќе влијае. За разлика од Трамп, Харис води сосема поинаква кампања која што го отсликува на што представува градење на едно демократско општество, така што еве иронично е што додека Трамп, односно оние негови поддржувачи и сојузници кои ја загреваа публиката во Медисон Сквер Гарден, ги употребуваа нели навредливи говори и расистички говори. Еден од нив дури го употреби фразата дека Порто Рико е пловечки остров од ѓубре. Во исто време Харис беше во Пенсилванија на една тура нели средба со гласачите, а во Пенсилванија живеат 500.000 порториканци и таа им понуди план за нели како економијата и како ќе им пружи подобри услови за живот, а инаку Пенсилванија е една од државите која што ќе биде одлучувачка во изборната трка. Значи, со тоа се гледа всушност и контрастот на она што им се нуди на американските гласачи. Она што во овие, нели, како што реков, уште 8 дена остана до изборите во САД, ќе бидат многу актуелни анкетите кои што ќе се вадат постојано од ден за ден, бидејќи се уште е тесна трката меѓу нив двајцата. Една исто е така интересна вест која што произлезе, а тоа е многу битно кога станува збор за медиумите во Америка. Вашингтон Пост одлучи и излезе нели со соопштение дека ќе се оградат од тоа дека нема да претендираат ниту еден од кандидатите. Таму, например, се знае поделбата на медиумите како е во однос нели на двајцата противници. И таквата одлука на Вашингтон Пост неочекувано нормално со оглед на тоа за каков медиум се работи и од која величина, најде на многу негативни реакции, па дури како што објавија дел од американските медиуми, многу од нивните претплатувачи и се откажале од претплатата до Вашингтон Пост. Значи тоа е веќе интересно кои се мотивите нели зошто тоа донеле таква одлука. Така што до 5 ноември нели ќе биде интензивна борбата и тоа е она со што нели можеме да очекуваме. Промена во анкетите. Да, за разлика од Вашингтон Пост, исто така вчера дојде потврда од Нью Йорк Таймс, од едиторијалот на Нью Йорк Таймс, кој одлучи традиционално да го даде својот глас, односно својата поддршка за демократите. Меѓутоа исто така само ќе надополнам чисто како информација, сите пишува и ние дури го покривме тоа кога Тейлор Свифт отворено ја даде поддршката нели за Харис. Ја знаеме нели која е таа и што представува таа за американското општество, особено за помладата генерација. Меѓутоа кон таа поддршка се придружија и да речеме Дженифер Лопес, се придружи Бионсе, која што беше на еден од митинзите на Харис, Ариана Гранде, и сите имаат огромна публика. Нема да заборавиш Тейлор Свифт. Почнав со неја, така што мега звезда Тейлор Свифт е првата што ја поддржа Харис и мислам дека тоа е една значајна, многу значајна. Добро ме слушаше, почнав со Тейлор Свифт. Така што се извинувам. Така што тоа е чисто Значи огромна е поддршката и ако победи Трамп, кој знае како. Ќе се вратиме кај тебе, повелете да ги слушнеме другите. Дехран, те молам да направиме еден краток пресек на главните теми кои ги покриваше денеска ти заедно со работничката екипа во редакцијата и на редакцијата. Повели. Изминатата недела беше интересна, имаше доста дешавки, но она што јас би го избрал е ајде да кажам, медиумската слобода, односно слободата на медиумите и говорот на омраза кон нив, но не само говорот на омраза, туку и физичките закани или обидите држави. Почнал со последното новинарско препукување, затоа и го почнам со новинарско препукување, е за изјавата, сега не знам како ја претолкувал. Да, еве ќе ја кажеме изјавата на премиерот Мицкоски за брилијантното ремек дело на
на Преспанскиот договор, кој што дел од медиумите го претолкува како иронија, а всушност не беше, затоа што он повикува и ги повикува европските представници, доколку тоа е на вистина ремек дело, ајде да го примениме. Тогаш, што бараш да го примениме, значи прифаќаш дека е ремек дело. И тука нема зошто да се калкулира и да се обидува да се најде поинакво размислување. Но она што е интересен момент е денес е што гледаме како дел од партиските ботови се обидува да ја релативизираат таа изјава, односно да ја представат како нешто дека е иронија, како дека не е тоа што го кажа премиерот, дека тоа е вистина ремек дело и дека тоа треба да се примени со францускиот предлог, односно за внесување на бугарите, односно за уставните измени. Она што е денес го гледаме пред состанокот се случи е нова кампања на тие партиски гласила, каде што објавува дека некој заработил 150 милиони евра за Преспанскиот договор. И тоа е она што сега ќе се применува, дека некој го продал името за 150 милиони евра, за денеска да се представува како нели брилијантно ремек дело, кое што е прифатливо и за ова власт. Но тоа е она што после тоа ќе го образложам за следната тема која што би ја работеле во текот на неделава. Ќе продолжам кон следното за заплашување, односно за мовчување на новинарите. Ние видовме опожарено возило во домот на нашиот колега од Штип, собственикот на Нет телевизија. Мислам дека Бојо може и повеќе да каже после тоа, веројатно и повеќе информации има, но она што загрижува е моментот дека веројатно тоа возило не се запали преку ног, туку имало некакви последици, закани, предупредувања, па да дојде до палење на возилото, но очигледно институциите ги сметаат тие како новинарски препукувања и сега се враќам на зборот новинарски препукувања, односно заканата кон ТВ Џавер, каде што ти посака дека куршумот набрзо ќе те стигне. Таа закана основното јавно обвинителство ја оцени како новинарско препукување и пазимо ли го овакво, дека тоа најмалку било закана кон човекот кој што го напиша текстот, односно кон тебе. Значи, прво, човекот кој што ја пишува ја заканата, според нашите истражувања, нема ништо врска со новинарството. Друго, како дојде од кога куршумот и заканата со куршум значи новинарско препукување, кај нас нели зборот е силното и перото е куршумот, но куршум е куршум. За разлика од, предпоставувам, таму во обвинителство има други критериуми, што значи слобода на изразување и новинарско препукување, но ние го сметаме тоа како закана, затоа што таа закана продолжува. Затоа што ние гледаме дека некој ти посакал метал, односно метак, затоа што може би направи печатна грешка, затоа што КЛ Има многу што не ја прават таа печатна грешка, метакот си е метак, а и металот е метал, која више, ако веќе зборуваме за тоа. Да, но и металот и метакот може да предизвикаат сериозни последици, па дури и смрт. Може да го нарушат здравјето. Да. Метакот е од метал, всушност. Да. Имено. Сакам да кажам, да, тоа се отприлика трите теми за кои што би зборил, но моментот е што она што мене ме загрижува е молкот на фелата и молкот на интелектуалците, молкот на неутралата, молкот на оние кои што за било што да се деси ќе кренеат джева, а ова има одлука од обвинителство. Затоа што ако денес се Џабир, утре ќе бидам јас, задутре ќе биде некој што денес молчи и вели, ајде бе остајте ги тие од ЦИУ.
Затоа сметам дека може би денеска, кога имаме замолчување на новинари, заплашување на новинари, посакување на куршумат, кое што куршумат значи за некого новинарско препукување, во најмала рака денес требаше да имаме балем еден онака, како да го кажам, символичен протест на новинарите кои што би го организирале здруженијата кои што имено и за тоа постојат, нели, а не само да пишуваат соопштенија. Кое што за жал за твојот случај не, односно случајот на Цивил, ниту соопштение. Благодарам Дехран, навистина значат овие зборови, на крајот на краиштата некој никој ако не проговори тогаш е голем проблем. Меѓутоа еве проговорува, говориш ти, говориме ние сите. Бидејќи го на некој начин го најави ти самиот Војо, јас би сакал да му посакаме добре дојде на Војо и само да кажам една реченица од една негова колумна минатата недела, а тоа вели вака: не се само политичарите криви што ние како граѓани сакаме да ни го кажат тоа што сакаме да го слушнеме и со тоа ја избегнуваме одговорноста за нашиот избор. Впрочем, многу често пишуваме за различни аспекти на политичките процеси избеднувања кои имаат изборен контекст, подолгорочен изборен контекст и оваа колумна во која Војо се изразува и како литерат, освен како новинарски ветеран, па би сакал да го замолиме да ни каже накратко за што се работи, но да не заборави, бидејќи доаѓа од Штип, да не заборави да ни каже што тоа се случува со атмосферата во градот, какви се тие закани против собственикот на Емнет и како воопшто гледа на тоа. Само ако може сите да ги замолам малку пократко, бидејќи гледам дека го пробиваме претходно од нас самите зацртаниот термин. Повели Војо. Еве прво да ги поздравам сите вака вклучени на интересен колегиум и да започнам она што како Штипенец па би требало и најмногу да го знам, иако не знам многу детали, но она што се слуша во градот, а тоа е сите сме ние последици на една атмосфера во која што секој си дозволува да суди и да пресудува. Веројатно Благој, неверојатно, туку знам дека Благој имал за својата активност како уредник на медиумот, имал најави за судски спорови во кои што се појавиле, па не се појавили, сето тоа еве ескалирало до кај што ескалирало, ама јас само како по возраст се малку еве оде и господинот Иванов, па се подсетувам, толку години бев и уредник и директор на разни медиуми, па да дојдеме до ситуација некој да се заканува на мој новинар, беше непојмливо. Ама ова е, како што рекал моите колеги, секоја недела, секој ден, па секој месец има по нешто по што се одредува како печаток, нели, што би било ова или минатата недела. Јас имам печатот дека имаме судир со вистината, со реалноста. На економски план ги следам оние најави за конципирањето на новиот буџет и моите размислувања се дека колку и да сака министерката да се движи по некакви фази за кои што ќе се зборува за развојност, сепак тоа се рамки кои се веќе зададени. Овој економски облик, ставен врз потрошувачката, не може да даде поголем раст. Колку сака нека го конципира, буџетот ќе биде само помало или поголемо за фаќање од джебот на граѓаните. Мора да се инвестира во производство. Еве, јас сум во Штип, вие сте во Скопје. Колку молови има во Скопје? Колку продажни центри има? А колку фабрики има? Каде е додадената вредност во општествениот раст? Можеме ли денес, вака, разговарајќи, да се сетиме на еден бренд за кој ќе речеме дека е Made in Македонија, па како сака нека е северна, јужна и не знам која. Ние се доведовме до потрошувачко општество кое што има скоро 2% раст само врз основа на инфлацијата и врз основа на потрошувачката.
ништо да не се зголемува, нека остане простата репродукција, така ќе биде, ќе тоа е статистичка операција. Втор момент, за кој што земам за дозвола, земам за право да го коментираме, тоа е сударот со вистината на професорите. Капа долу за нивното знаење, нивната педагогија, нивното истражувачка работа, научна работа, но тие се судрија со системот кој што и самите го продуцираат. Јас би сакал да ги прашам професорите, кој им ставаше шестки, седмици и осмици на тие што сега се обвинители, кои сега се суди. Еве, јас имам еден, вака во јавноста да кажам, мој разговор со еден од четворицата виши јавни обвинители, кој е добро подкован правник, и му покажуваме еден документ во кој што обвинителот Скопје ја презема надлежноста на обвинител од друго место. И око му трепнува, тој пишува документ. Документот оди кај судија, кој подпишува решение, а не е надлежен за тоа. И тоа е нешто што треба да го знаат не правници и приправници, туку оние кои завршиле прва година. Сега кога професорите се судрија со неефикасноста на системот, не оние кои што требало да им ги дадат досиејата за да ги имаат вистинските податоци, донесат одлука, тие им праќаат само списи од судскиот предмет, врз основа на кој што не да се професори, него кој сака нека се тие не може да донесат јасна одлука, бидејќи ги немаат фактите, како кај нас во новинарството. Доколку ги немаш релевантните факти, што можеш да направиш? Приказна. Ама тоа нема да биде новинарство со податоци подкрепено за да биде уверливо. Еве така и тие се судрија со нивните студенти и нивните магистри и нивните докторанти и доктори, кои сега, разместени по администрацијата и по судовите, ги доведоа до рамка на срамота. Јас сеќавам професор Калджиски, кој велеше и го спуштивме нивото на правниот факултет ниско, па сега од ниско прак ќе се препнуваш, нели? Женам, ова е еден исказ или едно учество во кое имам чувство дека има доста ексклузивни податоци. Јас се надевам дека тоа ќе го прочитаме во текот на оваа недела. Што се однесува до твојата минатонеделна колумна и она што го цитирав пред малку, дали може да заклучам дека всушност политичарите не се единствените виновни за тоа што го прават, туку и гласачите, бидејќи тие ги носат на власт. Секако. Тоа е пораката што... Тоа е пораката, па јас ги парафразирам овие моје сограѓани овде во Клисурова. Не можеш 4 пати или 5 пати да те излажи некој. Што е тоа што треба некој да те излажи? Што е убавината на лидерот, моралната висина на членовите на раководство на одредена партија, програмата, идеолошката основа? Што е тоа што треба те прилечи да дојдеш да кажеш да, јас за одредена личност ќе гласам? Тоа има вистински ставови и од него очекувам политики кои ќе бидат корисни за најголемиот број на граѓани. Што е тоа? Автоматизмот на припадност сега испаѓа дека идентитет ако си член на партија. Значи не смееш да си одиш против идентитетот иако е против здравиот разум. Се разбира, да. Меѓутоа, еве, ако е за некаква утеха, а не е, Македонија не е единствената земја која боледува од таков тип на политичка култура. Ја би сакал сега да прашам колегата Драган, дали е сигурен дека се работи за истиот политичар за кој пишуваше деноиве, дека пишуваше за истиот политичар оној од 2022 и 2024, бидејќи јас не можам да го препознавам. Дали може може би да се преиспиташ, Драгане, може би се работи за две различни личности. Џавер, или тоа, или месата на која му пишуваше не при посетата пред 2 години на фон дер Лајен, всушност била на грчки. Устари викал да. Логично објаснување нема. Ниту за неговиот однос пред 2 години сега при посетата, ниту за исто и председателката. И тогаш мафташе таму со транспаренти, свестете се, и не знам што, нели, не го браниме јазикот и така натаму. Сега ја прима во палатата, глуми дека со нејзе присна пријателка. Тоа, мене само не е јасно како тоа
истото што Војо сега го спомна, како тоа после сите овие години пали кај народот, кај делот од народот кој ги гласа. Значи на истите, на истата манка се фаќа, ти после тоа што сака нека биде, они може што сака да прават. Како што гледам сега пробуваат да ги дезавуираат, ќе молчат за глупостите се што се случуваат, како деца, ако ќутиме и ако мижиме не се случува. За разлика од нивната воспоставена пракса и лагата, кажам 1000 пати, на крај ќе претворат, ќе почнат да веруваат дека самите тие дека вистина, не како на пример со конкретно сега да го спомнам со сертификатот за англиски јазик TOEFL, што е директорот на уименувањето на АНБ, испадна дека го земал фалсификат и тоа го земал од Пловдив. Па и да не бил фалсификат до Пловдив можеше да дојде, во Бугарија можеше да дојде. Значи, зимаат бугарски државјанства, министерка со бугарско државјанство морало, не знам какви причини. Советникот на Силјановска Давскога, Жидас Даскаловски, најголемиот противник на бугарите во уставот, и тој земал бугарско државјанство. Овој земал, отишол до Пловдив да земе сертификат за TOEFL, се девалвира својата земја и они се сите против бугарите во уставот. Каде логиката, јас не можам да сватам, ако некој логичар од другата страна сватил нешто, нека ми објасни, нека повели. И значи, и преска ти на почетокот што каже, кога се изборите во Америка, во целиот свет, како целиот остатокот од светот како да е на пауза, може се остатокот на светот, глупостите на владеачката гарнитура во државава не се на пауза. Еве, цела недела се преловеат и во оваа недела, да мораме да ги спомнеме скандалозните помилувања празнични за празникот 23 денот на македонската револуција на борба, кој ги потпиша председателката Силјановска, меѓу кои наркодилери, водат членови на наркокартели во нив. И на следот од тоа, значи непрестанува се прелева и во оваа недела. За викендот премиерот излегува, кажува дека да расчисти водата околу проблемов, прогласува за решен, со тоа што вели дека членовите на Државната комисија кога во меѓувреме поднесе оставка, признала грешката. И тука имаме експресна реакција на поранешниот член на комисијата за помилување, што го спомена и Војо преска, Гордан Калеџиев, вика, ние не признавме грешка, ние само кажавме дека од принцип. И сега тука уште се врти, значи, само да се каже нешто, колку да е тоа важно, колку да манипулација се каже, они сметаат дека нивното гласачко тело тоа ќе го абсорбира, да не речем ќе го проголта, и они се завршиле работата. Така да на нас останува да трубиме, да алармираме, да свиркаме, да... Затоа што го гледам времето. Драган, те поканувам на разговор деноиве, кој ќе имаме време, да разговараме за една од главните теми каде што цивил предничи не само во Македонија, туку и во целиот регион. Тоа е темата руска агресија, руска хибридна војна, борбата на Украина за слобода. Денеска ја објавивме и анализата која се однесува на недостатоците, недоследностите, несериозноста на Западот во поглед на санкциите и другите мерки кои треба да се преземат, кои е неопходно да се преземат за да се сопре крвавата наезда на руската агресивна политика и војска. Повели? Ќе упаднем. Еве исто тоа што го збориш има импликации сега од пред некој ден со хибридните напади на руската пропаганда во Грузија, во изборите во Грузија. Тоа сакам да заболам барем една поента таму. И ист таков обид имаше и за изборите и референдумот во Литванија. Значи, олигарси блиски до Путин, полни со пари, на најбезобразен начин јавно купуваат гласови. Така, добро, го видовме и Елон Маск не се прослави во врска со сличното прашање. Меѓутоа се работи за еден клуб
за истиот клуб на карактери, се разбира, кој ги предводи диктаторот во Кремљ. Значи, те молам, имај предвид да закажеме термин и да разговараме за тоа, за можностите од војна, во Европа, односно воен судир меѓу Русија и Европа и НАТО. Се разбира и други аспекти кои произлегуваат од тие теми. Сакал да го поздравам и колегата Дестан, кој го спомна и Зоран предмалку, кој ни доаѓа како гостин од редакцијата Frontline. Тој има практично секојдневни, колку што можам да забележам, текстови, анализи на најактуелните теми. Што беше најактуелно или што можеш да издвоиш ти од твојата продукција изминатата недела, Дестан? Здраво пред се. Ние претежно во Frontline работиме теми поврзани со внатрешната политика и теми со ЕУ перспективата на државата, импликациите на руското влијание во тој процес, како и уставните измени, како исчекор напред кон патот кон Брисел на евроинтеграциите. Она што е забележливо за внатрешната политика во Македонија е дека актуелната власт нема некаков план за да го ослободи тој пат, односно да има некаков план за да ги изгласа уставните измени во со еден политички. Дали може би има обратен план? Може би има обратен план да го блокира тој процес? Тоа покажува, бидејќи опозицијата му бараше затворена седница, ако не сака пред народот да биде популистичка, значи како што беше до сега, ако не сака пред народ на затворена седница да го каже планот кој му е за државата да оди напред кон ЕУ, испадна дека нема ни таков план, па после писмо кое ќе го прати до Брисел премиерот Мицкоски, па не го прати ни тоа писмо. Ама затоа Али Ахмети му прати писмо нему. Да, но мислам дека Али Ахмети и тој игра политички во тоа што сака да го држи својот електорат во кондиција, бидејќи спарија до сега. Значи има многу решенија, односно одлуки на сегашната власт кои влијаат директно врз популацијата, односно гласачкото тело што го представува Ахмети. Тоа се балансерот, тоа се уставните измени што беа главна точка на изборите и на коалицијата предводена од Дуј фронт за Европа и на опозицијската тогашна коалиција, сегашен коалиционен партнер на Мицкоски Глен, дека нема да преговарат да бидат дел во никоја влада доколку не се изгласат уставните измени. Сега дават некаков си рок од 6 месеци дека ќе бидат изгласани уставните измени, односно ќе се најде начин одложено или неодложено дејство, но пораките што доаѓаат од Брисел се јасни и конкретни. Тие барат уставни измени за патот да се деблокира и државата да оди да исчекори напред кон Брисел и да почне да ги спроведе сите обврски преземени, вклучително и со францускиот предлог што се уставните измени. Мислам дека, да довршам, мислам дека на актуелната власт, без разлика на тоа што на изборите популистички најави големи расчекори, односно уназадување, регрес во процесите, враќање на името, нема да ги изгласат уставните измени под диктат, треба да прифатат дека кога си на власт треба некои одлуки што се државнички, геополитички, да ги прифатиш и државата да оди напред. Ако тоа му е
не му е по чиф, односно не сака тоа да го направи до локалните избори што се наредната година. Може сепак да се најде еден поширок политички консензус каде што ќе се вклучи и опозицијата, што дава бланко поддршка за уставните измени. Политичките партии на албанците без разлика се на власт, се на опозиција дават бланко поддршка. Туку само Мицковски изгледа дека тоа релација меѓу Будимпешта и Скопје, Орбан, другарските односи меѓу него и Орбан, па тука може би во позадина се уште има влијание и поранешниот премиер Никола Груевски, играт голема улога да не државата исчекори напред. Така што се додека пристапува така, Албанија која беше многу поназад од Македонија последниве години во европскиот пат, сега ќе го гледаме ние од прозорец како тие исчекоруваат напред, како напредуваат, како одат напред, државата наша заради лудите негови популистички политики што не водат нигде, се уназадува и нема перспектива. Тоа ќе го кошта многу и него, и државата, и политичкиот, со таков пристап, да довршам Џабир, со таквиот пристап нема долго да го одржи владењето Мицковски и неговата коалиција во Македонија. Без разлика. Се надевам дека ќе читам текстови на оваа тема, затоа што како ја разложи целата и ја изанализира целата ситуација, мислам дека недостасува еден ваков јасен аналитички пристап, едноставен и искрен, ваков како што слушнавме сега и како што слушаме искрени и сосема отворени анализи и коментари од сите останати колешки и колеги во овој колегиум. Ти благодарам за исцрпната анализа, ова е ексклузивно за нас, бидејќи насетувам најава и за во иднина дека ќе прочитаме такви анализи од тебе и во Фронтлайн. Се разбира, би сакал да се вратам на јадрото на овој колегиум, а тука ми остана со лик уште Дехран и Билјана. Билјана, те молам збор 2 за прашањето на денот. Дехран, подготви се да ни дадеш најава што ќе правиш денеска, односно деновиве, и тука би затворила. Да, ја само да подсетам дека прашањето на денот како денеска, така и во текот на целата недела ќе биде и е едно од најактуелните утрински активности на нашите читатели, затоа што очигледно секогаш со тоа прашање успеваме да ги допреме оние теми кои што се навистина актуелни или се во интерес на граѓанките и на граѓаните. Утредната секако ги објавуваме и нивните реакции, нивните коментари, па и дури и предлози кои што ги нудат. Така што ги поканувам и оние кои што не коментираат, сепак да седнат и да прочитат. Тоа е на некој начин отлика на тоа како граѓаните гледаат на политичките и општествените состојби во нашата земја. Јас еве да речеме за претходната недела ќе ги одвојам реакциите по повод од одлуката на претседателката Слијановска Давкова околу помилувањата. Имавме едно такво прашање на денот и можеби еден од најинтересните коментари, освен што најголем број од нив беа со осуда и што бара на некој начин и одговорност од самата претседателка или се прашува кој ќе ја сноси одговорноста за таквата одлука, со оглед на тоа кој се најде на тој список на помилувани. Еве, најинтересен коментар беше, порано имавме фикус, сега имаме и кебана и тоа без коренчиња. Фикус се алудира на поранешниот претседател Ѓорѓе Иванов и како го доби тоа име, иако знаеме фикус е собно цвеќе, неговите има длабоки корени, меѓутоа неговите одлуки и она што тој го правеше
колку асоцираше и на на таква на таков еден епитет што си го носеше. Ова со икебана е доста интересно затоа што икебаната всушност како што вели коментарот на читателот нема коренчиња, тоа значи дека незината улога е да биде украсна, таа се носи по поводи свадби или погреби, доколку е од природно цвеќе брговенова, доколку е вештачко после известно број пати на премијување и на одржување се фрла и завршува повторно во отпад и самата нели асоциација и коментар таков епитет придавајќи на нашата председателка зборува само по себе и може дополнително да се анализира што сакал да каже читателот. Меѓутоа има логика и има многу нели многу длабина во тоа што го искоментирал настрана шегата. Затоа ги поканувам и да реагираат, меѓутоа и да даваат своји предлози за прашање на денот и така натаму, она што нивки што го сподели тоа со нас овде, значи ова што го слушаме од тебе уште еднаш покажува и докажува колку Цивил е отворен кон размислувањата, ставовите, предлозите од читателките и читателите, без оглед на тоа дали ние се согласуваме со нешто или не, сепак ние сме отворена платформа на која различните мислења и ставови може да се изнесат слободно, без цензура и без никаква опасност дека некој ќе биде нападнат поради тоа или ќе биде критикуван. Напротив, го почитуваме сечие мислење, а се разбира оние што сакаат да останат анонимни, кај нас анонимноста е загарантирана, целосно блиндирана и нема шанси тој што сака да остане анонимен, а сака да сподели важни податоци, тој да биде соопштен или пак неговиот идентитет да биде познат таму кај што лицето кое пријавува не сака да биде познато. Ти благодарам за овој опис. Знаеме ние дека во политиката, во македонската политика има многу растенија и животни, така и ќе продолжи тој тренд, верувам. А сега да го слушнеме мојот драг колега Дехран, да видиме дали имаме некоја најава за денеска или во блиска иднина, односно оваа недела. Да, Джабир, што е интересно е дека само 4 општини во целата држава не добиле проект, односно вчера не беа на сликање и подпишување договори за унгарскиот кредит од 250 милиони евра, кои што им се даваат на општините. И тие се општините кои што се Струмица, град Скопје, ТРЦ и што една сега ми ја изуми. Не беше Карпош. Ја изумив, ќе ми текне. Okay. Но моментот е што она што јас го доловувам од целиот момент е изјавата на премиерот Мицкоски, кој што му посакал среќа на градоначалникот на Струмица, да ако си замине ако го напушти ЗЕЛС, дека тоа што не била негова одлука, тоест негова одлука, не одлука на Советот и на граѓаните на Струмица, но од друга страна таа одлука градоначалникот како што најави ја носи заради два проблема. Тоа е проблемот со питката вода во Струмица. Ние гледаме цел месец како струмичани мачат со водата за пиење, а тој проблем се уште не им е решен. Дополнително на тоа е дека не му одобрија ниту еден проект за унгарскиот кредит, што доведува до онаа изјава кој што премиерот Мицкоски ја вели: до следните избори очекуваме дека струмичани ќе добијат добар градоначалник кој што ќе им ги решава проблемите, а не да води партиски пропаганди и политики.
тоа е оној момент каде што ние пред известно време прашавме и граѓаните со право може би реагирале дека тоа е некој вид на изборен подкуп, со што изјавата на Мицкоски доведува дека тоа е всушност најава за идните локални избори, каде што вели ако градоначалникот излезе од зел, нека му е со среќа, а очекувам во наредните избори да Струмичани имаат добар градоначалник. А го кажува тоа на денот кога ги подпишуваат договорите од унгарскиот кредит. Така да оставаме на граѓаните нека одлучуваат која е пораката на премиерот Мицкоски, но ете имаме право нели да коментираме што сакал да каже премиерот, па потоа нели ќе не плукаат малце. Разбира, тоа е барем од цивил возможно се уште. Тоа е она што разбира за секојаш. Да, исто така интересна тема е што како ќе се одбива Македонија во наредниот период, затоа што ние нели имавме, што Дестан го кажа тоа, дека и немаме план како ќе се одвива, но образложението и правдањето на власта, односно на нели премиерот и Муртезани, министерот кој што е задолжен за европскиот пат, рекоа дека ние сега нема да излеземе со став затоа што во Бугарија има најава за избори и што и да кажеме може да се претолкува погрешно. Еве изборите вчера завршија, од денеска веќе ние очекуваме дека владата, односно премиерот и Муртезани ќе не информираат како граѓани кој е нивниот план Б за отпочнување на евроинтеграцијските процеси. Нели остануваме со темите за дезинформација и говор на омраза. Еве, преска ти го спомна Љубомир Костовски за интервјуто. Он во интервјуто кажува 5 топ лаги кои што се кажани за коридорот 8, а ние видовме покрај пораките од фон дер Лајен за планот за раст кој што со колку пари ќе располага нашата држава, ние видовме таму дека покрај уставните измени кои што им јасно му кажа драг Христијан, треба да ги промени, да ги направите уставните измени затоа што вашата држава ги зема како одврска. Исто така таму во меѓуредови, односно се кажа дека коридорот 8 мора да се заврши. Дека тоа е многу битен проект, кој што не е проект на Македонија, само туку тоа е европски проект, кој што таа железница треба да се изгради. Зато, утредента веќе видовме оној цврст став на Николовски, на министрот Николовски, веднаш се промени дека ако има простор, ние веднаш ќе го направиме коридорот 8. Да не отзимам време, има многу теми кои што нели може да се направат во текот на денот, но имаме и такви адхок теми како што гледаме сега фейк ньюс дека е уапсен на фон дер Лајен на социјалните мрежи се споделува таква фотографија која што дале од авион се гледа дека е лагано. Еден извештај за тоа за нашите читателки и читатели. Дебанкирањето на лажните вести секако е дека е наш специјалитет, особено со твоето водство. Во таа област ти благодарам за анализата во поглед на изборниот контекст во кој се делат милиони евра како визит карти, што ви рекол еден мој колега и другар. Тука некаде јас би сакал да го заокружам нашиот колегиум. Сметам дека не успеавме да направиме пократко издание, но тоа е тоа. Сега за сега мислам дека имавме навистина многу ексклузивни и многу добри содржини овде. Им благодарам на нашите гости за нивните ексклузивни податоци, за тоа што го споделија со нас и се разбира, мислам дека треба да имаме предвид кога носиме мајца, треба да имаме и една етикета за тоа на кој јазик е таа мајца, во поглед на тоа што го зборувавме со колегата Драган, да знаеме на кој јазик е тоа не, на грчки или на македонски и така натаму. Како и да е, ви благодарам за вниманието, драги
наши пријателки и пријатели на Цивил и на медиумската платформа, пријателки и пријатели на редакцијата. Останувам должен за една информација што ја најавив во минатото издание, а тоа е за нашата голема меѓународна конференција која ќе се одржи на 12 декември, во која веќе има десетици потврдени учеснички и учесници од целиот свет, од цела Европа, Америка, од регионот и од нашата земја. За да не должиме повеќе, ветувам дека уште денеска или утре ќе имаме повеќе информации, за тоа размислуваме со редакцијата да отвориме и посебен пејдж за овие информации, бидејќи навистина возбудлива темата и одлични се говорниците кои се пријавуваат секој ден, се повеќе од нив, темата е одбрана на демократијата и човековите права. 12 декември ќе биде навистина важен ден, а тоа ќе биде истовремено и голем настан за да се одбележи 25 годишнината од постоењето на вашиот омилен Цивил. Ви благодарам за вниманието, ве молам останете во контакт, испраќајте коментари и се разбира пријавувајте кршење на човековите права, дезинформации, говор на омраза и други непожелни појави во нашето општество и во јавната комуникација. Довидување.